Добро вечер, убави луѓе. Недела 19:30 часот, Канал 5 телевизија и секако почеток на вашето омилено летно шоу Pod Stars. Ние и вечер вас јавуваме директно од магичниот Охрид или поинаку кажано Егоист Beach Bar, каде што ви пренесуваме ексклузивна енергија, затоа што вечерва за прв пат во нашето отворено студио. И дечкото, кој што можам слободно да кажам ја разборува сцената, ги подкрива стандардите кога е во прашање трендинг музиката и секако дечкото кој што ги спојува сите луѓе заедно на едно место. Доаѓа директно од Белград, без филтер, ве молам со еден огромен аплауз за што не ти го кажав презимето, јас ти кажав уште пред да почнем. Јас сум го запишала Веруович, она како Вера, ама пак не е тешко да го изговара. Уморен сум доста, радиме пуно летња турнеја. Дуго не сме били у Македонија, преко годину и по скоро. Јас сматрам да е стварно една од најболје публике овој у региону. Просто луѓе кои воле музику, тако да јако сум среќен и поготово што е то прелепи Охрид. Така, јас исто го имав и како второ прашање напишано тоа што јас те немам забележано некако во последно време да ни дојдеш да ни гостуваш во Македонија. Лани нешто се случи со Охрид, беше точно овие датуми во Охрид, ама нешто се случи со твојот настап. Што се случи што никогаш не излезе на видео? И морали сме прекинемо тај наступ, а у тој моменту сме стварно направили рекорд. Да, знам, беше преполно, ама еве и денес публиката докажа дека ве сака. Се гледа и само колку луѓе има дојдено тука специјално за да ве слуша вас. Така што било поминало, нека нема повеќе такви неубави ситуации. Кажи ми пример, како се чувствуваш кога те напаѓаат фанови? Кога публиката едноставно сака да дојде до тебе, да се слика со тебе, да немаш приватност едноставно затоа што тога Најпом енергијом, са пуно љубави, ја увек могу да само примим со осмехот. Така е. И ништо друго. Јас ке кажам уште еднаш дека Бојаш пред да дојде тука кај нас имаше некој немил настан кој што се случи на сцена и заради тоа можеби не може да зборува толку добро, но што е доброто во цела работа, тој сепак не го откажа ова снимање денешно наше, оној договор го испочитува, дојде без разлика што и да се случило и тоа ја покажува неговата човечност пред се. Иако си многу млад, морам да ти кажам дека не само што имаш многу брза мисла, него имаш и онака што да кажеш убаво. Не е само да си млад и да ете тоа пример што го пеете во песните, сосема си поразличен кога човек ќе те запознае, кога човек ќе те слушне што имаш да кажеш. Браво за тоа. Ја мислим да младост нема веза со искуством. Тоа што некои луѓе кои што се на твои години особено, ти имаш сепак 23 години, така? Да. На 23 години не знаат уста да отворат, ова можам слободно да го кажам. Ова е вистина, мислам новинар сум, тоа е тоа. Работата ми е да прашувам и слушам одговори. Кажи ми за тебе пример, што е една звезда? Како ти пример ја доживуваш славата? Дали пример ти се сметаш за мега звезда или кој за тебе е мега звезда? Еве пример тука кај нас на Балкан, дали постои таква? Не би сад дање да напрем да неког не изоставим. Така, разбирам. Али ја мислим да е то елитни ниво звезда код нас. Све ово остало е само ствар кој е више, кој е мање популарен у моменту. Цеца сада да одлучи ето да уради 5 арена, она може. Точно. Александра Пријовиќ само може да опет уради 5 арена. Точно. Нено Мерлин исто, они не морају да више избацују музику на ово. Така. Тоа е статус мега звезде. Куно да би дошли до тога. Мислим, Добро, млади сте. Могу да кажем тако за себе, да не помисли некој од мојих колега. Вака, звезди дека сте затоа што луѓето ве сакаат и самото тоа што полните клубови сега се докажува дека сте звезди. Но сега пример таа долготрајно што ја каже и самиот е потребно време да и по неколку години тие песни останат во Така, апсолутно. Сега тука ќе се навратам исто уште нешто на настапите, затоа што не знам зошто кај тебе некако се случуваат некои немили настани, еве сега ова денес нема да го земам во предвид, но пример има гаѓање со некакви предмети
или било што. Јас велам вака, не мораш на секој да си му омилен. Тоа не е нормално, не може сите да те сакаат. Но кога веќе ти си одлучил дека тој човек тебе не ти се допега, зашто одиш на настап? Зашто одиш таму каде што настапува и што е потребата да нападнеш некој и да направиш скандал? Зошто? Јас не го разбирам тоа. Јас искрено кога читам се револтирам од мозокот на некои луѓе. Зошто го прават? Не могу сега да се сетим каде тачно. Било е ове години. И да не те се случи. Само ситуацијама дека пас може да биде сигурен и за кавеза. Има и тога. Многу добро го кажа. Многу добро ми го одговори ова прашање, искрено. Сега тука пример би те прашала, некаде слушнав на некој интервју каде што кажуваш дека не си задоволен од тоа како тече, пример, твојата кариера во кој правец се движи, затоа што немаш доволно слобода за да можеш да се изразуваш ти како што сакаш, заради јавноста, заради медиумите и слично. Пример, да би ја имал таа слобода, кој правец би го избрал? Како би ја движел твојата кариера? Ќе видиме кој ќе биде другиот војаш, ќе ни дојдеш повторно во емисија или тогаш ќе бидеш мега звезда и ќе кажеш Ивана, извини, ама сега нема интервју, а сега треба да поминеш преку 4-5 менаџери дори стигнеш далку. Тука имам напишано нешто. Нема, тоа е причината што ниедно интервју до сега ниедно интервју не е поминато, а да не те прашаат за претходната врска со Бресквица. Што имавте толку посебно со таа девојка, што и ден денес, после толку време уште... Ја мислам да тоа озбилен фаул по новинарство и генерално на наши медиима. И тоа е еден озбилен разлог зашто да ми е јавност таква каква е. Затоа што се константно сипа и пресипа из чаша у чашу исто. Нема се чуе ништо ново. А јас стварно сматрам да имам да кажам пун. Знаеш зашто те прашав? Затоа што тоа што скролав, тоа што гледав, тоа што слушав, нонстоп беше поставувано прашањето. Јас се прашав што е толку актуелно и ден денес што се уште е таа тема актуелна, што има толку таму нешто. Не те прашувам ништо конкретно заради тоа што не знам што би те прашала во врска со тоа освен ова. Добро, како и да е. Кажи ми што е полошо за тебе? Лажна љубов или лажна поддршка? Точно. А ти кажи ми каков си во врска? Еве пример, до сега си имал неколку љубови кои што се прекинале заради некоја причина. Зошто најчесто се прекинуваат врските твои? Каков си ти во љубов? Што даваш пример од тебе? Убави работи, кажи ми, не мора не убави. Поред тога што сум јако нежен, исто толико сам амбициозен. Исто толико озбилно сватам свој посол колку сватам и љубов. Така и треба. А тоа е затоа што сум... А кажи ми, имаш нешто кажано дека исто има една твоја изјава каде што кажуваш дека никогаш не би се вратил, дека може пример ета после некое време некои работи да се променат. Не зборувам конкретно за некоја личност, општо зборувам за во животот. Само за 10 година да се сретнемо, неće biti više nikad isto. Zato je uvek dobro, kad se završi veza, da se radi na sebi i da se u narednoj vezi tako nešto ne bi desilo. Така е. Многу се согласувам со тоа што го кажа. Сега ќе се надоврзам на ова, пред да дојдам на ова снимање, долу со другарките се зборувавме и им кажав, јас сакам во животот да бидам срекна, не сакам веќе да бидам силна, доста ми е да бидам силна, окей е, доста ми е да бидам силна, време ми е да бидам срекна. Некогаш си го имаш ли ти кажано тоа, еве пример, доста ми е да бидам силен, време ми е да бидам малку среќен, или